Затоа ја облеков. И задзвонала на врата и представувајќи се како студент на медицински факултет и зела 3000 денари. Невенка Смилевска од скопската населба Ченто е една од жртвите за кои пред неколку дена предупреди Сдруженијето за грижа на стари и изнемоштени лица Хуманост. Она идела по улица отаде и барала кои се двајца неарни болни. И со комшиката иде и вика, девојче овој бараш. И бабарада. Ја мислам, она се знае со комшикава. Злоупотребувајќи ја болеста на Невенка и на незиниот сопруг, лажната студентка на медицина успела да ги убеди дека за 3000 денари обајцата ќе имале бесплатни лекарски прегледи, лекови и ортопедски помагала во текот на целата година. Девојката прво побарала 5000 денари, за потоа да ја намали тарифата. Како гаранција им дала и тук телефонски број. Млада, али имаше 20 години, така, со дугачка коса, славодушна. Црна, плава? Плава, плавуша беше. Фина женска си беше, за зборење надарена. Си збореше, ме чука по грб. Дека ја, ќе оздравиш и така. Семејството Смилевски досега молчеше за измамата. Невенка и Благоја се надевале дека ќе се појави девојката и дека ќе си ги вратат парите. Но по апелот на Сдруженијето Хуманост се охрабриле да проговорат. Министерството за внатрешни работи потврдува дека во изминатиот период имале вакви и слични пријави од оштетени граѓани. Велат дека се обидуваат да ги идентификуваат измамниците.